Војната на Блискиот Исток веќе не е само безбедносна и геополитичка тема, туку и директен удар врз глобалната економија и туризмот. Силно се погодени туристичките агенции, засегнати сите оние со веќе испланирани одмори и патувања. Откажани аранжмани, неизвестни летови, стравка и граѓаните и нова мапа на безбедни дестинации. Колку е погодена Македонија, која плаќа цената и што ги чека патниците ова лето? Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска на Телма со Аркан Керим од Туристичко-угостителската комора и Ветон Груби, собственик на туристичка агенција. Господа, добре дојавте во Телма. Добро утро. Добро утро, добро ве најдовме. На почетокот, колку војната на Блискиот Исток веќе реално го менува глобалниот туризам? Дали станува збор за краткорочна турбуленција? Или веќе станува збор, можеме да зборуваме и за подлабоко пренасочување на туристичките текови? Па ние лани имавме краток сегмент од ова, 12 дена, ова војна, и не беше толку проблем, бидејќи тогаш Иран не ги нападна соседните држави, како Дубај, како Катар, како Бахрейн, Оман, Саудиска Арабија, и тогаш брзо се заврши и сите се израдувавме дека тоа е тоа што ќе се случи. Меѓутоа, ова нова ситуација е малце посложена, покомплицирана, бидејќи се вмеша повеќе од 10 земји, еве веќе влегува во 19-тиот ден од почетокот на судирот, и главните чворови на хаб, што се вика Дубај, Доха, значи во моментот се парализирани за интерконтинентални летови од Азија кон Европа и од Европа кон Азија, и тој туризам таму, значи во Блискиот Исток, во тие држави, според некои проценки дневно губи 600 милиони долари. И тоа не е за подценување. Значи нема да биде како минатата година само кусо 12-дневна криза, туку веќе станува збор за промена на глобалните туристички текови. Таа бројка ја изнесе како дневна загуба на глобалниот туризам 600 милиони долари во тој регион, значи во регионот на Блискиот Исток. Светскиот... Меѓутоа, друг проблем. Во Амстердам вчера има рекордна цена на керозинот. Тоа е, значи, горивото за авионите. Ке поскапат авиобилетите? Не дај Боже, ако продолжи ова вака, значи, ако дојде, како што најавува, до 200 долари барел за нафта, тогаш ќе биде невозможно да се патува, бидејќи ќе бидат цените екстремно скапи. Тогаш ќе биде тотален колапс за сегде, не само за тој регион. Значи, затоа треба се надеваме дека што поскоро ќе заврши оваа цела ситуација, ќе се нормализираат работи и све ќе се врати во нормала. Да, надежта веројатно превладува кај сите, меѓутоа мораме да бидеме соочени со реалната состојба. Ветон, вие работевте како агенција и работите и знаете како функционира светот и тие глобални авионски патувања. Да. Во оваа фаза од војната на Блискиот Исток, кои се првите највидливи последици? Зборувам се уште глобално, пред да се насочиме на тоа што се случува овде кај нас во Македонија. Дали станува збор за масовни откажувања, нови резервации, се менуваат веќе дестинациите или некакво затишје? Сите молчат, се плашат и тактизираат. Искрено е последно, има затишје за сега, пошто скоро секоја година се соочуваме со вакви проблеми, мада сега малце поголем проблемов. Лани исто спомна Аркан, како беше Израел го нападна Иран, имавме исто застој од неколку дена, само 12 дена траеше инцидентот или војната нивна, меѓутоа резервациите, барањата од клиентите трае уште подолго време, скоро месец ден имавме повуци потегни дали ќе се резервира, нема да се резервира, меѓутоа откажување немаше. Исто беше и претходно во неколку години назад. Во 2023 имавме покачување на керозин, кога плаќавме многу повисоки цени заради покачување на горивото и керозинот за Египет, за Турција. Имавме со доста случаи такви. Секоја година со нешто вакво се случува. Предизвици има секоја година, меѓутоа ова сега се смета за најсилен удар од пандемијата наваму. Од пандемијата наваму е најсилен удар. За сега има затишје, откажување има многу малку. Сите чекаме на поточни информации што ќе се случи во скоро време. Нешто добро во ова е што уште рано во март месец
имаме време до кога се почнуваат туристичките аранжмани од мај па натака. Чекаме за подобри времиња. Добро, туризмот е на некој начин многу сличен на берзите. Реагира на психолошки ефект. Значи, безбедносната состојба може да е едно, меѓутоа, оној психолошки ефект врз туристите, врз патниците е нешто сосема друго и веројатно туризмот е тука најчувствителен, најсензитивен. Како секогаш. Значи, меѓутоа, сега, ако може да приметите, овие денови ова не е класична војна меѓу две држави, ова е стратешки бомбардирање на цели. Пример, се напаѓаат аеродроми, се напаѓаат бизнис центри, банки. За жал, ако се нападнати центрите за соленизација на водата, што тогаш во Блискиот исток нема да може да се живее, бидејќи без вода нема да може да живеат луѓето. И затоа сите тие луѓе кои што патувале, кои што планирале да патуваат во Дубај, во Катар, во Саудиска Арабија, сега малце се под штрек, како да кажеме, уплашени се, бидејќи ова не е класична борба, значи, помеѓу две држави. Ова е повеќе стратешка, значи, борба. Гледаме дека каналот го затворија, не пуштаат бродови, па вчера го пуштија, дали ќе се реализира. Таму има заглавени неколку големи крузери кои што патуваат во зимно време се во Дубај и заглавени си и тие не можат да одат и засегнати се сите оние круз тури што се во Европа, значи во Грција, во Шпанија, тие круз турите сите се засегнати бидејќи тие бродови не може да искачат од таму. И фактички многу предизвици, ние туристичките работници сме као магионичари. Секоја година со некој нов предизвик се соочуваме. Една година ќе има земјотрес, другата година ќе има некој туристички напад, трета година војна. И се треба да смислуваш решение. Меѓутоа ова е малце поспецифично бидејќи делува врз психата на потрошувачите во својата одлука. Они сега овој месец е месецот на одлука каде ќе патуваат за својот годишен одмор и малце, како што кажа Ветон, има неодлучност кај луѓето каде би патувале, зашто би патувале и за која сума би патувале. Меѓутоа, оваа цела ситуација може да вроди примери last minute нова ситуација за македонските граѓани. Да испадне шанса. Добро, ќе зборуваме за тоа. Вие како туристичко-угостителска комора при Сојузот на стопански комори веројатно имате прилив на информации, знаете што секторот кај нас, какви се првите реакции, какви се првите последици врз туристичките агенции или е конкретно прашање за Ветон, што во вашата туристичка агенција од 1 март наваму, од како почна војната на 28 февруари, е различно од минатиот март, да речеме. Дали помалку луѓе влегуваат, помалку телефони звонат? Да, се чувствува ли тоа во однос на 2025 кога почната early booking сезоната за 2026 бројките беа многу повисоки во декември 25, јануар 26, февруар 26. Меѓутоа, сега имаше саем на туризам во Берлин, на кој што бевме присутни многу туристички работници од Македонија. И ја видовме атмосферата дека и таму цел свет е собран. Тој е најголем туристички саем во светот во ITB. Ја видовме истата атмосфера како што ние тука ја чувствуваме. Све во чекање. Значи, никој не е јасна ситуацијата, никој не знае точно што ќе се случи. Ако се изолира проблемот кој што веќе настана таму во Иран, ако се изолира во некоја ситуација, тогаш ќе дојдат луѓето, сигурно ќе се опуштат, ќе видат точно на кај оди целиот проблем и, како што кажа Аркан, ќе биде сезона на last minute. Добро, иако географски сме далеку за среќа од Блискиот исток, и Македонија е индиректно засегната. Реков, Аркан, вие кај вас во комората имате ли информации што се случува на дневно ниво? Еве, Ветон вели имале раст на оние рани аранжмани во декември, во јануари и во февруари годинава за предстојната летна сезона. Дали сега тие аранжмани се откажуваат, дали се повлекуваат, дали луѓето чекаат, молчат, дали се јавуваат по информации кај вас во агенција, а вие не знаете што да им кажете? Информации бара, да, се јавуваат, извини, Аркан, се јавуваат, барат, пошто сум засегнат со тој проблем конкретно, меѓутоа откажувања нема. За среќа за сега се уште нема. И очекуваме да нема, пошто има доста време до тогаш да се изолира целиот конфликт, па да одат луѓето на одмор, да се искористат летото. Имате ли податок конкретен колку од почетокот на ескалацијата
патници во Македонија побарале откажување или промена на аранжманите или па да им бидат вратени парите? И на кои дестинации најмногу тоа се однесува? Видете, ова од кога почна цела ситуација, најпогодени се аранжманите што беа за 8 март за Дубај, за Израел, за Кипар, за тие дестинации каде што се во грото на ова целата ситуација и малку се настана и проблем. Имаше откажувања на 2 дена пред патување во Кипар, имаше напад на воената база во Кипар. Авионите летаа нормално, меѓутоа луѓето преплашени ги откажа аранжманите. Дубај се откажани повеќе од 20 групи, како што имам информација, негде околу цифра 500-600 туристи од Македонија кои што треба да патуваат за 8 март и за после 8 март. Израел исто се откажани многу аранжмани во пресред на Великден, сите тие аранжмани се откажани. Се има мал проблем. Некои авиокомпании ги вратија парите на туристичките агенции, некои не ги вратија. И тука настанува тоа револтот кај патниците кои што сакаат да откажат, меѓутоа не може така да откажат ни на 2 дена пред одење. Сепак ова е форс мајор, меѓутоа агенциите платиле и авионски карти и хотелските сместувања ги платиле во домицилните држави и доаѓа се патникот, вратиме ги парите. Не е ова играчка, се имаат потпишан договор, меѓутоа и треба ги разберат луѓето и агенциите дека они не можат. Какви се правилата согласно Законот за облигациони односи? Кој претрпува најголема штета тука? Колку право на поврат има патникот ако поради виша сила и дали е јасно прецизирано во договорот за аранжман кога се потпишува што е виша сила во ситуацијава и колку треба да се надоместат реалните трошоци, колку е таа отказна такса? Дали е тоа јасно регулирано во Македонија и дали патниците кога имате чувство кога резервираат аранжмани јасно се доволно туристички описменети и знаат што потпишуваат или обично потпишуваат само тоа што ќе им биде поднесено па реагираат така како што ќе реагираат кога ќе се најдат во ваква состојба? Деликатно е ова прашање бидејќи се уште не е регулирано кај нас за жал со закон. Тоа ние уназад 15 години баравме да се направи за лиценца А да има банкарска гаранција од 100.000 евра или патничко осигурување кој што ќе покрие вакви ситуации. За не дај Боже, бидејќи сега разберете на 2 дена пред патување ако се деси отказ, тоа е проблем голем за агенцијата, меѓутоа и ние ги разбираме потрошувачите, патниците. Не сака да оди во воена зона, се уплашил, гледал на телевизија, бомба паднала и он е во право. Меѓутоа, во случајот по договорот, патникот ги сноси трошковите. Бидејќи не може туристичката агенција да откаже на 2 дена авион и хотел. Добра волја на агенцијата може да биде да проба да нешто да врати, дали хотелот, дали нешто друго, дел од својата маржа, пример во авионската карта, вие се визер, пример, не ги враќа парите. Ако не одиш ти на 2 дена пред патување, нема шанса да ти ги врати. Меѓутоа други авиокомпании кои што беа вакво ги вратија парите коректно, пошто сакаат долгорочно да работат и убаво. Пример е Pegasus авиокомпанијата, на сите засегнати агенции им ги врати средствата и они си ги рефондира на своите патници агенциите. Значи све е до која авиокомпанија како ќе биде, што ќе биде. Затоа се се зависи од изборот на агенција, од изборот на авиокомпанија и од меѓусебниот договор на патникот со агенцијата. Апсолутно, значи сите патници кои доаѓаат во агенција да уплатат аранжман подпишуваат договор за патување. Затоа има ли во тој договор јасно одредено што е безбедносен ризик? Сите точки ги пишува, значи до 14 дена они имаат право да откажат со 30% пенали, од до 7 дена 70% пенали, пред 7 дена пред патување 100% ги губат парите, не можат да откажат. Меѓутоа, кога станува збор за безбедносни прашања, тоа е веќе прашање на субјективна проценка, бидејќи за некого може би да е Кипар ризична зона, за некого може да биде и Турција и Египет, бидејќи е во близина на конфликтот. Сега слушаме дека луѓево се резервирани кога станува збор за добрите понуди за овие дестинации. Што е безбедносно ризичен регион, што не е? Кој тоа го одредува? Тоа го одредува државата. Ние не можеме тука да... Добро, има препораки од Министерството за външни дека не треба се патува во ризичните региони. За сега ние дестинации кои што се работат во Македонија, да кажеме, историски што ги работиме, како што се Турска, Грчка, Црна Гора, Хрватска, Албанија
Египет, Тунис се уште не се ризични држави и нема никаква забрана за патување во тие држави и нема причина воопшто странката, патникот во овој случај да побара сторнирање, раскинување на договора за патување. А се случува ли во реалноста? Има малку, многу малку има барање, меѓутоа ги советуваме да почекаат, пошто се уште нема никакви забрани за патување и патувањата ќе се реализираат и како што кажа Аркан, ако авиокомпанијата нема забрана за патување, нема ни должност да ги врати средствата. Така да тука Што велат вашите туристички партнери од странство, од овие земји каде што носите туристи? Се уште чекаат и ние, и они чекаат. Значи од сите држави зборевме, ја деновиве зборувам со колеги од околните држави, од Германија, од Турција, од Египет, кај што ние функционираме. Вчера зборев со колеги од Египет, од Русија, од Украина, од Белорусија, вика резервациите одат прекрасно, резервираат. Меѓутоа другите зборувате за туристи од Русија и од Украина кои одат во Египет, што патуваат во Египет. Значи ако има војна во овие две земји, русите и украинците си одат на одмор во Египет. Тие се навикнати се на војна, па не се плашат од војна. Така да има голем број на туристи што одат и нема за останок на резервации. Од Балканот, да, секаде е на чекање оставено, се чека што ќе се случи во наредниот период, дали ќе се изолира конфликтот, па после тоа да одат на одмори. Ќе видиме. Кога зборуваме за се уште е магливо. Кога зборуваме за новите туристички текови и за новата безбедносна мапа на туризмот за 2026, прочитав некаде некакви анализи кои велат дека оние дестинации луксузни и многу барани од Блискиот Исток и од тој дел од светот, оваа година ќе бидат заменети со безбедни дестинации и како такви во оваа фаза сега најмногу се доживуваат, се перцепираат во масовниот туризам Шпанија во прв ред, потоа Италија и Грција, бидејќи важат за безбедни дестинации. Имате ли вие такво чувство и односно потврда во пракса дека и нашите македонски граѓани кои сакаат подалеку да патуваат оваа година ќе размислуваат наместо на Блискиот Исток да заминат таму, ако не е изборот соседството, регионот? Јас сум конкретно вклучен во продажбата. За сега уште е рано да се каже за сите тие работи. За сега во овие 2 недели од 1 март, од кога се случи конфликтот па до ден денеска, застанати се продажбите на сите држави, на сите дестинации, не само на тие што се таму поблиску до конфликтот. Така да, пак ќе кажам, се уште сме во очекување на тоа дали ќе се изолира конфликтот, како што беше делот со Украина. И Украина, кога беше војната, додека се изолира, додека видовме што све се случува, отпосле се отворија сите дестинации. Исто и овде ќе биде. Дестинациите кај што сега нема да биде Дубај во скоро време, за скоро време ќе се среди Дубај. Имате ли некакви бројки, некаква видлива статистика, мерлива нешто? Например, колку македонските граѓани обично во овие месеци, февруари, март, бидејќи кога станува збор за дестинациите на Блискиот Исток, токму тие месеци се шпицот на сезоната на Блискиот Исток. Колку македонски граѓани во просек минатите години патувале на овие дестинации на Блискиот Исток? Па видете, или нема такви бројки? Од прилика Дубај, Шарм ел Шеик, сите тие дестинации, јануари, февруари, март, негде во 5-6 македонски туристи летуваат на овие летувалишта. Значи, као што идат луѓето на зимување, пример, во Копоник, Банско или што знам, во Швајцарија и Италија, така и луѓето си ги прават плановите за свој вид на зимување во овие дестинации. Меѓутоа, нема да ме зачуди, за тоа го размислам, на крај на мај, 399 евра да биде 7 дена со авион Дубај, ако запре све како што треба, бидејќи сега тие ќе прават невидени промоции за да ги вратат туристите кои што ги изгубија вакво, или па ако продолжи оваа војна вака, Египет или Турција ќе се намалат цените на дампинг. И македонскиот граѓанин нормално ќе види дека му е ефтино за 7 дена да плати 300 евра во 5 звезди хотел, како нема да оди? Ќе оди ако сака, што сака нека се случи. Значи се може да роди, оваа ситуација може сега е проблематична, меѓутоа може да биде и прилика и за туристичките агенции, и за патниците за одат за беспарен одмор. Сега збориме Италија, Франција, Шпанија. Тоа се скапи дестинации. Видите сега Грција ги зголеми 60% цените на хотелите само во Халкидики.
За едно четворочлено семејство за да патува во Халкидики во хотел му треба 4 до 6.000 евра. Во Египет, пример сега како што се цените, 2000 до 2500 евра четворочлено семејство со авион во 5-звезди хотел. Ако продолжи ова може да падне на 1500. И нормално дека луѓето ќе избираат према буџетот, не е према безбедноста. Са безбедноста еве се има 2 нови авиони летос ќе летаат за Катанија и за како се вика и за Сицилија. Да, меѓутоа, знаете ли која цена е вие во август месец во Сардинија соба? Во хотел. Сега треба да бидеме реални, значи и за таа работа, и за економскиот аспект. Меѓутоа, мислам дека од цела ситуација ќе искочи и невидена прилика и за агенциите и за туристите кои што планираат да патуваат. Добро, колку е битно во оваква ситуација каква што е, велите многу нејасна, бевте и на сајм во Берлин и таму, значи и европските туроператори, оние големи туристички агенции, сите се во слична ситуација, сите тактизираат, купуваат време, односно гледаат дали се надзира тоа светло на крајот од тунелот, односно може ли некој да предвиди до кога ова ќе трае или како ќе трае или како ќе се развива, и колку во таква ситуација е важно државата да има јасна, навремена и прецизна комуникација, прво со секторот, а потоа и со граѓаните. Имате ли вие некакви до сега анализи колку туристичките агенции во Македонија се погодени, колку се оштетени, има ли кај вас повторно во агенција доаѓаат ли бараат откажување, бараат рефундација, бараат промена на воучерите или само на термините? Што се случува реално? Кажав и претходно, има патници кои што се јавуваат, прашуваат што ќе се случи, кои се можностите за откажување, за промена на датуми. Секогаш им излегуваме во пресред во моментов. Тоа што излегуваме во пресред сме ние самите во наша организација. Меѓутоа во однос на тоа дали државата превзела до сега нешто, за сега не, пошто е се уште рано. Нема никакви забрани за патување во повеќето дестинации во светот. Така да се уште е рано да се доведе некоја потврда да се каже дека вака треба да се случи или така треба да се случи како што беше во времето на ковид, кога веќе државата тука настапи со издавање на ваучери на тие што веќе има уплатено, така да ако нешто такво се случи, да има забрани за патување во поголем дел од местата, така да верувам дека државата ќе навлезе тука со. Велите принудени сте како сектор секоја година да се справувате со различни предизвици. Дали до сега во оваа фаза очекувате некаква поддршка од државата во смисла не само на финансии, туку институционална координација? Како е тоа, дали е тоа на задоволително ниво? Ние која не е добро критикуваме, јутре се треба да пофалиме. Државата прати авиони, ги врати нашите патници од таму, сите и кои живеат и работат и кои беа засегнати од тие места и ги вратија на, значи покажа рефлекс државата за цела ситуација. Сега ако продолжи вака да покажа рефлекс, тогаш нема проблем, луѓето нека патуваат, ние имаме држава која што ако не Боже се случи, ќе ги врати со авион. Сега зборам хипотетички, меѓутоа секако дека МНР ќе ги прати овие ситуации, ние ќе разговараме нормално на повисоко ниво, дали со амбасадорите што се во тие земји, дали е безбедно да се патува и тогаш државата ако даде препорака да не се патува, тогаш тоа е друга димензија. Меѓутоа за сега нема такви препораки, нема такви некои прибелешки или забелешки за цело тоа да се вакво. Најголем проблем во целата ситуација мене ме плаши од цената на керозинот. Ако рипне многу, тогаш ќе биде сериозен проблем. Тоа е полошо од забраната. Значи, ако биде све нормално, ако нема проблем, окей, меѓутоа ако рипне цената, не дај Боже, како што викаат на барел нафта на $200, тогаш не знам. Тогаш неќе можат ниту овие дестинации да ги спуштат цените на најниско ниво за да привлечат туристи. Не е цената на аранжманот, не е само до авионот, има и хотел, има и услуга. Све ќе рипнат цените. Така значи, пошто ќе биде засегнато. Добро, но како што велите во секоја несреќа или се обидувате во секој предизвик да видите и шанса да препознаете, па се прилагодувате, па сега велите дека можеби ако ова заврши скоро или пак трае вака умерено со ваков интензитет, можеби дел од тие дестинации кои се во близина на ризичниот регион ќе ги спуштат цените за да привлечат туристи. Малку да позборуваме и за дојдовниот туризам, односно за Македонија. Може ли и Македонија да профитира како безбедна дестинација со оглед на тоа што сме во Европа, дека сме членка на НАТО и можеби не доживуваат како
Шпанија, Италија и Грција, не само поради фактот што немаме море, туку и поради тоа што не сме членка на Европската унија. Меѓутоа, какви се шансите кога станува збор за дојдовниот туризам, со оглед на фактот што со години назад најбројни странски туристи кај нас се токму турците, значи турските државјани, дали и тие сега тактизираат, ги ограничуваат своите визии, планови за патувања? Да, за жал. Значи, ние имавме тешка зима. Декември, јануар, февруар беа многу слаби. Зошто? Немаше војна? Не, немаше општо. Значи, немаме ништо интересно во зимскиот период. Нормално паѓа работата. Немаме што да понудиме? Не дека немаме, него немаме ски центри, например како Копоник, немаме како Швајцарија, него ски центри. И сега надежта беше дека за Бајрамот ќе има поголем број на туристи кои доаѓаат Турција, меѓутоа сведоци сме дека нема толку голем број. Тоа е веќе поради стравот од војната или? Па да, мислам дека и они се луѓето, значи не само во Македонија, него и во цел свет, во овој дел од Европа се некако резервирани за патување. И пример ние очекувавме пример да дојдат негде околу 30-40 гости за овој празник, меѓутоа ќе се сведе на 5-6 Значи има намалување негде околу големо намалување, значи се е тоа од резервираноста. И ме плаши дека сезоната ќе касни, бидејќи беше планирано за да почне со Бајрамот, после април-мај да биде феноменално, меѓутоа ако продолжи ова таа резервираност кај луѓето и дојдовниот туризам, зборам за Турција, ќе биде малце проблематично. Меѓутоа ако правиме реално мовет, во Скопје нема и бизнис гости. Пред 2 дена бевме на вечера со скоро сите хотелиери во Скопје. Општа статистика е дека Скопје нема туристи, нема гости, сите се во некоја неизвестност, нема бизнис дешавки, нема некои настани што се случуваат. Најголем настан ќе биде сега почнува 20 април, и сега до 20 април треба да се издржи. Што се вика, ние мислиме дека ќе има прилив на Што почнува на 20 април? 20 април има, мислам дека таа олимпијада за средношколци ќе се одржува во Скопје и тоа ќе биде еден убав допинг за скопските хотели, за скопските угостители, за целокупното туристичко стопанство. Меѓутоа до 20 април треба да се направи нешто. Фалат на Скопје му фалат општо зборам и на Македонија му фалат настани. Еве сега пример во Охрид, Охридско-Струшкото крајбрежје, да ги нема овие ефтини туристи што ги носат од Германија и од Франција, живо пилене, нема никој не се движи, немаме настани, треба да се продуцираат настани за да има поголем број на туристи. Не е проблем тука ни војна, ни ништо. Треба да се направат креативни Старата болка за неуспехот на македонскиот туризам со креативни решенија треба да се направат за да има настани. Значи што повеќе настани, толку повеќе доаѓање туристи, што како пошто сведоци сме дека бизнис гостите, пример во Скопје зборам, ги нема. За жал. Значи, големите ланци хотели, средните ланци хотели правиме, дискутиравме дека голем проблем има. Потоа исто имаме друг проблем, има 1500 станови издаватели. Сега станови се продаваат, дававте вчера во емисија дека се продаде толку станови, меѓутоа тие станови луѓето ги користат само за издавање. Никој не плаќа ни туристичка такса, не плаќа ни данок, не плаќа ни вработен. Разговарате ли за овие предизвици со надлежните? Па разговараме, сега со УЈП сме на успеавме да стигнеме до негде. Они меѓу себе има некој семинар како ова да го спречат. Што видите, и они се свесни, сивата економија во туризмот е на највисоко можно ниво. Исто така, туристичките водичи, кои што секогаш се жалат, они ги земаат работите на туристичките агенции. Сам, не вработен, без придонеси, без ништо, организираат патувања за Грција, за апартмани, што како. И се до тоа треба да се спречи. Треба, значи, да имаме некоја институционална помош. Меѓутоа, мислам дека во наредните 2-3 месеци, во соработка со Управата за јавни приходи, ќе се реши овој проблем, барем да плаќаат тие станови издаватели, да плаќаат давачки према државата и да се евидентира. Бидејќи ако се евидентираат колку туристи они престојуваат кај нив, тогаш ќе се зголеми бројот на статистиките што ги имаме за туризам. Добро, ова, како што реков, се старите болки на македонскиот неуспех во туризмот веќе со децении.
И веројатно имавте поголема надеж или одговори новата влада веќе на 2 години од мандатот на вашите очекувања? Во какви односи рековте тоа што вреди да се пофали, сакате да го пофалите, тоа што вреди да се критикува, отворено го критикувате. Дали сте задоволни од досегашното темпо на креирање на подобри услови за развој на дојдовниот туризам во Македонија или бавно да работите? Бавно да работите, за жал треба реални. Македонија треба да одвои повеќе пари за реклама, за промоција на Македонија како дестинација во светот. Имаме ли содржина или само реклама не достига или треба и да искреираме содржина? Па реклама не фали. Ние пак имаме што да испремовираме. Значи имаме стварно феноменална држава која ќе видиме гастрономија, убави места, меѓутоа немаме промоција. За жал промоцијата ни е на ниско ниво. Сега ќе ви кажам еден пример. Во Белград на сајамот туристички се прави македонска вечер. Само 3 срби. Па зашто ја правиме таа македонска вечер? Ние правиме македонска вечер за да се испромовираме во Србија во Белград. На македонската вечер присутни само хотелиерите од Охрид и од Струга. Ни еден срби, 3 срби имало на македонска. Па не знам, прашај ги тие што организирале. Тие треба да правиме другаче, треба да се... Кој е вашето објаснување? Зошто не е успешно тоа представување? Не е убаво, па како може ти го правиш тоа во Белград, треба да ги викнеш туристичките агенции од Белград, треба да ги викнеш новинарите од Белград, треба да ги викнеш сите што се нешто вредно во тој град да видат дека се прави. Кој го организирал тоа? Не знам кој го организирал, не паднал на испитот. Бидејќи тие што биле присутни трите срби ми се пријатели ми кажа немаше други, само ние тројца бевме. Сега малце симптоматично, значи ако не може, треба да се направи стратегија како да се прави таа промоција. Тоа е само еден пример. Треба да правиме многу поубава промоција на Македонија во светот на различни дестинации. Сега пример за дојдовен туризам збориме. Холандјаните не доаѓаат веќе. Пољаците не доаѓаат. Зашто не доаѓаат? Треба да се прашаме. Субвенции. Зошто престана? Треба да се прашаме. Негде сгрешивме. Ама треба да биме само критични, треба да се собереме, да направиме план, програм. Зашто не доаѓаат? Поминува времето, не се собравте уште? Па не доаѓаат, значи. Не доаѓаат. Па не може да се договориш. Значи, јако ќе кажам нешто, ти од Скопје што знаеш? На колегите од Охрид или од Струга. Значи, треба заеднички да се направи механизам и што вакво ќе има стратегија. Министерот за туризам и култура направи совет, јас сум член таму и сега треба, ја предложив на 15 дена да имаме состаноци. Имавме еден состанок, сега треба овој месец пак да имаме, помина 4-5 месеци од прошлиот состанок. Ние треба секој месец барем по еднаш да се среќаме, да си кажуваме своите работи, да најдеме модус. Сега добро пари нема, сваќаме буџетот е преоптоварен, меѓутоа може да се најде решение. Дали е прашање на пари или само на подобра организација? Можеме ли со подобра организација без пари, немаме пари како Дубај за жал од пустина да изградиме таква приказна за луксузот и да привлечеме милиони туристи, меѓутоа тоа што го имаме подобро можеме да го спакуваме и да го продадеме? Можеме. Зошто не го направите тоа? Како член на советот? Ја не можам таму да вакво, ја го кажувам, можеме да направиме, меѓутоа јас сум единка, треба да се направи поголема. Како што реков, ова е тема за посебна емисија, за старите болки на што не успеваме толку време нешто добро да направиме и во туризмот. Меѓутоа, кога сме на темата околу војната во Иран и последиците, тие стотици милиони туристи од Европа што обично патуваат на Блискиот Исток и на овие дестинации во близина, дали можеме да ги привлечеме во Македонија? Што треба да направиме додека трае кризата таму? Сега видите, ние имаме да пренасочиме дел од нив барем тука. Не може да ги пренасочиш, тоа е луксузен сегмент кој што патуваат во тие дестинации. Второ, нема сега и авиони како да ги донесеш. Пример, тие азијските туристи кои што исто така сме волни да ги донесеме овде, многу голем број на авиони се спречија да патуваат. Тој хабот што е Доха и Дубај, авионите летаат, сега почнаа со 50% летаат од Дубај аеродромот, меѓутоа празни летаат, со по 1-2 патника од дестинација. Веројатно што мораат? Па мора, они ги одржаваат линиите, меѓутоа они ќе најдат некое решение. Нас ние сега приликата да се седнеме, да се организираме, да се спремиме. Еве сега пример Скопје 2028, ние ништо немаме спремно. Ништо, не сме, домашната задача не си. Малку почна да се чисти градот, тоа е за поздравување, се прават некои малку подобрување, меѓутоа
луѓето гледаат како да патуваат на свемир, ние се занимаваме со ѓубрето во Скопје. Се малце и тоа е симптоматично, треба да размислуваме на повисоки, на подобри цели. Како ние да направиме да бидеме интересна дестинација за европските туристи да го посетат Скопје во 2028, тоа треба да го правиме. Како ќе се организираме, како ќе донесеме 2 милиони туристи, кај ќе ги сместиме, како ќе ги прошетаме да идат пример на една дневна екскурзија во Кавадарци, во Неготин да пијат вино, како да ги однесеме во Охрид, како да ги однесеме пример во Косово да им продаме тура. Меѓутоа тоа ние не го размислуваме, ние се размислуваме да се исчисти ѓубрето и среќни сме. Па не може така. Аркан Керим, туристичко-угостителска комора при Сојузот на стопански комори, Ветон Груби, собственик на туристичка агенција. Господа, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Се каже. Благодариме на поканата. Почитувани, ви останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.